Бојата на Балканец после 2 дена на одмор. Жарвате, ќе речиш како успева. Јас ќе ти кажам, полза соларен панел. Нема пау. Знаеш што ти горат толку брзо? Ти прво во најжешкото, друго не се мачка, за да му се изедначи телото со кусите рака и што ги има и сунчано претходно. Демек побрзо да фати боја. Пошто тоа е битно кога ќе одиш на одмор, боја да фати. Дека овде не свети сонцето, си оптегниш во дворот, си фатиш боја кој човек кога сакаш и после дојдеш на одмор да изуживаш. Нева, кој ќе одиш таму ќе се пети. Тука нема ти што да фаќаш боја. Тука стриктно куси рака. Евентуално максимум рамбовка. Што да не мислевте, завршивме со муавето минатата епизода. Не бе бате, назад вие зимат. Кој не ме знае скапо ме плаќа. Кој ме знае зијан сум, ама тоа. Ај са пушти ме на шпица и да тера. Можи? Ајде бате, пуште. Што е едно парче облека што скоро со сигурност ти кажува дека човекот е балканец? Спидо купача. Значи купача гача од оние. Буквално ко гаќа да носиш стар. Само што купачата позалепена малце пошто нели качваш килажа секоја година и така натаму. Значи не шортс рајат да си лабаво да ти биде се стегната вака купача. И уште полошо ако е помал бројот што треба да биде, па да не покрива делој од телото, па нема нешто по балканското. Сега што спомнувам муавето ми иди гирото да го вратам. За не дека во свето луѓе не носат такви купачи, има што носат, особено по возраст, пошто од нивно време. Ама кај повозрастните балканци тоа е индустријски стандард. Не за друго, туку ти повозрастните балкански мажи мразат да бидат изводенети. Тој гледа што помалце нешто да клај за да не биде да не му држи воден. Ти многу лошо е кој ти држи воден. Не дека 200 степени е надвор. Нева, легваш в море, излегваш, ако не се суши брзо се преслекваш одма крпата вака шак, ја врзваш и тука пред сите се преслек. Што морам да признам дека и јас понекогаш го правам ако не е убаво време. Не ги барам со облекувална се на пливање на времето со облекувални баравме, неваде тука крпата штрак, клаваш купачата, рипаш тренинг прави. Ама прав балканец не чека времето да не чинивате и пекол да е. Тој ќе си ја смени тука. Оти шо знаеш, настинки ова она, воден не се. Излегваш од вода, нема што да се сушиш ти сонцето да те дувни некој ветре кичмата да фати. Никако одма крпата шак, ќе се избришиш, после може да се седи. Разликата помеѓу помладите и постарите е што возрастните балканци ни подразно не трошат пари на лежалка. Значи ако му спомниш лежалка на возрастен балканец, тоа е исто како не знам, нешто најгадно да му имаш опцуе. Значи поголема навреда не може да биде. Ке ти плаќа возрастен балканец нешто лежалка. Теорија нема ни подразно. А во тие повозрастните и јас паѓа. Ого ги ми речеше Милена порано лежалки да земиме негде. Не ти ми е битно што ќе платам. Туку ме нервира фактот што пример ти земаш лежалки и чадор. Тој чадор е тоцка. Сенката од Савајле е на она лежалка онаму, на средден е меѓу лежалки и после до замин во онаму негде сенка. Никогаш не е сенката кај тебе, џабе плаќа. Лежалките се сите партал. Дали од дрво, дали од што сака нека се партал. На нив лежи кој ќе стигни секој ден. И се јас треба да носам крпа за лежалката, башка. Крпа башка да се избришиш пошто тад лежалката на лежалката клава што не е хигиенски така. Па да барам алтернативни начини како се скријам од сонцето да ја тргам лежалката да тегнам, да ја враќам. Па нели сега модерни времиња, не само лежалката, треба да нарачаш нешто ти како така. На лежалки седиш, немаш некој коктел, нешто таму да личи масата. Треба да личи то. Иначе што ќе речи народот. И пошто многу битно што ќе речи народот, сите млади сакат на лежалка со пијаче, со сите марифети. Пошто многу е битно ти кој клаваш стори вака да се гледа ногата и лежалката таму. Да се знае дека ти си потрошил пари денес на небитна ствар, пошто ти се може. Пошто многу ќе ти сменеше во веко ако седниш на песок. Напротив, поарно е и за тебе, и за здравие, и за се е поарно. Арма, знаеш како? Кој те прашавате? Трендој на лежалка? И трендојца мора на лежалка биде. Слика на книгата со ноџето малце, демек суптилно ја сакам да покажам, ама не ќам да мислите нешто суптилно. Книгата, демек културна сум јас. Ноџето, демек културна, ама се гибам, ама културно. И да се види лежалката плашата, демек јас фрлам пари така. Така ми се може. Ти то многу битно. Не е битно само да имаш пари, битно е да ме фрлаш пари. О, Боже Господ, отпусти комплекси. Не знаеме да се одмориме ко луѓе, ама добро. Јас не знам на кој му се удобни тие лежалки. Значи, ај да ти е удобно, да ти е стварно погодена позиција, комотно, сите марифети, ќе речам добро, така сакаш, убаво прави. Не познавам човек што му е удобна лежалка. Арно, знаеш како? Кој те прашава? И тие лежалките некој треба и користи, некој треба лапни пари, не знам како сака ми. Исто така балканец на одмор може да познаеш и појадења. Ако видиш некој гиро јади,
познати балканец. Јас ми се чини само луѓето од Балкано му јадат гирото во Грци. Не знам дали имам видено некој грк да јади ги. Ама зато аојме ние прво што правим. Одиш и гиро нарачуваш бат или две на пример некој. Ама ако се убај се што да му правим. Не дека нема тука кај купиш, ама друго е таму кога ќе одиш брат. И тоа е стандард балканско понашање. Пошто луѓе од светот сакат се да пробат морска храна, ваква храна, таква храна, не знам што. Џајро што би рекле американците, ќе го пробат, некој го бендисват, некој не, ама не му е нешто онакво. Ние за тоа ојме стрикни. На кафе дојш до Солун, дур не касниш едно гиро исто кога да не си бил. До Солун до Лерина којше ако не касниш исто кога не си бил. Камо ли потам? Исто знаеш по шо можеш да познаеш балканци на одмор. Најдотерани сме од сите. Не очекувавте пофалва. Не, ама сериозно. Луѓето во светот обично кога ќе одат по одмори, одат на одмор, одат лабаво. Тие може ќе носат нешто поубаво за облеквање за на вечера за негде, ама сигурно нема цел куфер да носат субајалиш. За разлика нели од нас, кои што кога ќе се пакуваме за на одмор, се пакуваме и за излегвања, и за вечери, и за клубови, и за се. И сега кажите балкански со текот на годините се намалва товарањето, се помалце и помалце носиш, пошто не се замараш толку многу за тие работи. Арно жените балкански обично сакат стално да имат нешто да се дотерани и да си имат избор ти. Иако порано сте носеле два куфери, еден за неа, еден за тебе, како врви времето, од твојот куфер ќе се подиспразнуваат твоите и ќе се пополнуваат нејзини алишта, па после ќе дојди принова, па ќе види еден куфер за приновата, еден за неа, ти може во некој ранче евентуално. И на крај кога ќе станете пензионери, мажо носи два шорцои за капење и две мајци и со тие шорцои и патува и излегва и се прави. А жената си пакува куфер, ама покрај алишта да си спакува тенџерчиња, оклопчиња, се што му треба. Мислам би спакувала тај поќе, ама треба да има место во колата за крастајци, една вреќа, домати, една гајба, кромит, салатки, малатки, се. Пошто тие работи од дома се носат бат. Ракија ги си земиш, вино, пиво што си пиеш, по една тегла ајвар таму за газдата малце, келајо да му се напреда. Да не крени цената до година. Мислам ако не изградиме добрососедски односи на база на полн желудник, како ќе ги изградиме поинак. Исто така прав балканец не се ни труди англиски да му збори. А можеш на наше море бева. Рачунаш дека сите знаат македонски. Ако појма нема тоа, новите генерации врска нема. Нема везе бате, ти оиш македонски му збори. И нормално со по некој збор додај. Ти велат еларе, ти му велиш еларе, малака, ти канис батуле и одма на рачка да правиш гиро, пита гиро. Ти знаеш што си ти. Дур не му преречиш нешто во нарачка да не си човек, не си балканец. Не за друго, туку ти секој балканец е програмиран длабоко во себе, кога ќе чуе некој друг јазик, кога ќе зборат некои други луѓе нешто што тој не го разбира, да мисли дека за него се збора против, дека нешто лошо му вела. Тој нормално мора на својот мајчин јазик да врати како и не. И за тој нарачва гиро, тие таму може за гирото прат муавет, нешто небитно. Тој не и разбира и тука си дофрла тој. Некогаш него ни довелва збор, ама да ме го реков ја суптилно. Пошто кој што реков ме разбират тие таму си. Како знаат, седи шо збор. Исто така пример ако си седнат негде во ресторан или покрај некој шеталиште, ако видиш некоја фамилија или група луѓе 200 пати ја помина тоа шеталиштето, балканци се ват. И многу веројатно се битолчани пошто по широк сокак се шпарта вака. 200 круга се вртат вечер. Тоа само ние можеме да го правиме. Странците за толку не се тоа, ако тргни негде ќе негде ќе шета, може ќе сврти еднаш два пати тука, ама ќе седни кај што е тргнат да седни, после ќе тера. Ева туле, ние фаќаме шеталиштето и ги броиме коцки. Па уште ако не дај Боже сончоглед има, оди и гризи сончоглед, тото нема тука, нема дилема ни една дека се работи за Балкан. Нема брат, без балканци нема забава, бате. Барем така јас се осеќам. Обично ние сме живото на забава, ти евентуално латиноамериканци. Таа е брановата должина. Дали регетон или чочек ќе види, ич не менва, битно да се меши. И мислам дека доста е за денес. Вие останете си со здравје, избегавајте го лажешкото и со мене се гледаме наредна епизод. Поздрав и имајте убав ден.